Кога пичето на љубавницата твоја ќе каже куку, тогаш ќе се вратите на власт. Абе тава со лајна да изедете па нема да дојдете на власт. Абе ми го еба сонот преска, нешто не ми беше окей, сум прилегнал, сум задремал, нешто телевизорот ми се уклучи тоа на YouTube, беше не знам што ти ја гледав изјавата. Ви изгледа најтешко вие докториве сами на себе си препишувате терапија. Најтешко ви оди точна терапија да си одредите. Жими све. Барем читајте ги коментарите под вашите изјави кои ги постирате изјавите на YouTube или каде ги постирате на Facebook, на Instagram и било каде. Барем коментарите читајте си. Од 1200 коментари 1199 се негативни. Не може сите да се ВМРО-вски ботови, бе. Значи мора да си ги читате коментарите, за да сватите колку е саатот за вас. Дека зад првиот час ве чекаат гробарите со лопатите. Дека си ја погребавте партијата. Какво доаѓање на власт, какви предвремени избори. Груевски само ви даваше предвремени избори и ве клецаше на сите од тие избори. Само Груевски ви даваше секоја година избори. И ви еба мамата. И тоа беше огромен трошок. Какви вонредни избори беа? Луѓе, вие, у СДС, членовите, луѓе, не икем да ве вреѓам, ама не смеете да дозволите толку да сте малоумни. Овој што не знае сам на себе терапија да си препиша, докторе, вака да ве влече за нос. Не смеете да дозволите, ви ја погреба партијата со тој претходниот овој тој, како се викаше, Ќурката, и тој пред него. Зочо, Горњи Милановац. Ви ја поебаа партијава. Какви вонредни избори, какво враќање на власт, кај ќе ја вратите власта, у рацете на кого? У рацете на народот. Па народот ви ја зема сам последните избори. И на парламентарните, и на локалните. Све живо ви зема. Со прстот уста останавте. Какво враќање на власт? Читајте си ги коментарите под секоја ваша изјава, обраќање до јавност, не знам како да го наречам тоа, јасно ќе ви стане колку народот органски не ве поднесува. Ве мрази е точниот збор. Ве мрази од дното на душата. Дали сте вие нормални? Со истата реторика сакате на власт да дојдете. ВМРО вика овој Мрднатиов, јеботе Бог, ти стварно ли си толку лош доктор да мора со политика да се занимаваш? Или си довде влезен тамо кај што не треба у говна со рацете до лакти, па мора да се занимаваш со политика да си обезбедиш некој имунитет? Едно од тие две. Или си лош доктор, или си ова. Влезен кај што не треба, гзото коприве, ај сега ќе го спасуеме од поголеми повреди. Како можеш да кажеш дека ВМРО креирала вештачки непријатели во Грција и Бугарија? Сериозен си, толку си идиот, толку сте вие членството малумни да мислите дека со оваа реторика ќе се вратите на власт? ВМРО вештачки етикетирало, формирало непријатели на вештачки начин од Бугарија и Грција, за да си ги тераат тендерите. Што збориш бе, малоумник еден? Какви вештачки непријатели? Овие ви ја избриша историјата, античката историја ви ја избриша. Името ви го зема, ни го променија. Овие други ве идентитетот македонски, бугарски сакаат да ни го направат. Под ултиматум сме со години ради вашите лоши политики, ради вашиот договор со грците и па после тоа и со нив со бугарите. Уште го живеат сонот за Сан Стефанска Бугарија до Охрид. Какви вештачки непријатели секојдневно те негираат како идентитет македонски, како народ кој зборува македонски јазик. Секојдневно негации, дали се работи од пробугарска, руска струја, Радев, Мадев, Куров, Палов или некоја друга, од овие подемократски вешо се. Исто говно се сите. Иста агенда имаат кон македонците и кон македонскиот народ. Да се преземе, да се растури државата, да се подели државата, заедно работат со други држави во регионот за оваа држава да се распадне и да се подели. Да си зема тоа што им припаја.
Официјални политичари, идиот еден, ти праќаат пораки дека охрите бугарската престолнина. Какви вештачки непријатели формира ВМРО ДПМН е стоко една некрмена, будало неопеана. После оние ваши предавства ВМРО први се одважија да им застанат на патот на тие шовинистички бугарски лајна. И им застанаа на патот. И од Бугарија не престануваат атаците кон нашата власт, кон премиерот. Нивните портали предавнички што се во Македонија, петоколонашки, нивните медиуми во Бугарија, постојано се во константна хајка против нашата власт, против премиерот. И вие влагате во нивно положение. Значи се борите против сопствената власт во Македонија, против македонската власт. Значи, по дефиниција, по секоја дефиниција сте веле предавници на оваа држава. И сакате со истата реторика да се вратите на власт. Пред времени избори, власта демократска во рацете на народот да ја вратите. Што лупеташ бе, на која дрога си ти бе? Шо крек почна да маваш? Лош кокаин ти даваат, се збрла бе. Со кого ќе се вратиш на власт бе, докторе? Со Шилјо Куранон, издркотина на Шмрчковски, младиот. Со него ќе се вратиш на власт? Ме заебаваш. Со ние другите што се околу тебе да не им споминјам имиња. Пошто некој од нив се жени, ајде. Да не ги навредуеме со име и презиме, ги знаете сите кои сте, ајде, ки имам обзири. Со тие лујките ќе доеш на власт. После што ќе доеш на власт? После оној дебакл од ваше владење. Мислите народот заборави, пак ќе ви кажам по 100 пат, ова на членството се однесува. Овие што се во врвот на СДС, очигледно не читаат. Вие членството барем читајте ги коментарите под секоја изјава на вашите лидери, на вашето СДС-емовско водство, читајте ги коментарите доле. Не може да се сите ботови. Сигурно има таму и разумни луѓе, кои што сеќаат огромна пизма кон вас за се што направивте против сопствениот народ, против Македонија. За време на владењето, да не кажам за другите работи што ги промашивте комплетно. Што се вика цигла една што не ставивте. Што све растуривте. Што можеше да се растури. Што нелегално дојдовте на власт. Со уцени, ултиматуми, врбувања, закани за затворски казни долгогодишни. Со материјали кои ви ги даде не знам која светска шуша. Не знам која разузнавачко подземје ви ги даде тие материјали. Да урнете таа власт. Све излезе на видало. Све се знаеше, сега Ептен излезе на видало. Какви вонредни избори збориш? Вие на следните избори, докторе, ако освоите 8 пратеници, овде да сум најтанок. Овде. 8 пратеници ако имате. Јеботе Бог. Еј, логиката моја е. Пример, јас сум во СДС. Мојата партија загубила катастрофално на парламентарните избори. Мене некој ме ставил да бидам председател на СДС. Првата логика, првата мисла што ти доаѓа на разумен човек у глава, која е? Значи, прво, тимов што изгубил, мора да се менува. Така, не можеш со истиот тим да тргнеш во ново првенство, во нови надпреварувања циклуси да очекуваш дека ќе победиш. Второ, не можеш со истата приказна. Ако таа приказна довела до дебакал, политичка приказна што си ја водел дека си бил на врвот, довела до дебакал. Втора работа, тоа е прва работа. Ја менјам приказната, го менјам наративот, свесен, дека ќе поминат можеби година-две, никој нема да ми верува дека сум го сменил наративот, но ја ќе го сменам наративот. Одеднаш СДС ќе направам во јавноста да звучи како попатриотска од било која друга партија што некогаш екзистирала у Македонија од осамостојувањето до денес, еве од 45-та до денес. Таква приказна ќе направам, знам година-две нема никој да ми верува, третата година кима ќе почна да ми веруваат, ама ќе бидам упорен у таа приказна, комплетно сменето, дури радикално сменето. Ја ќе почнам прв да појма немам,
да кажуjem, да се посипуем со пепел. Маме ебавме на државата, име сменивме, овие говна ги направивме, на бугарите клекнавме да им го задудламе, на Дуи клекнавме, му го дудлавме, они на скут не седна и ни правеа клац, опна чича лешничиња и оревчиња. Ја се посипам со пепел и нова приказна. Логиката на нов лидер во партија која што го доперала дното, ако вистина сака да ја врати таа, без разлика колку ќе искрено ќе верува во тоа или ќе лаже само за да дојде во позиција пак да биде власт. Ама треба да лаже многу добро и многу упорно, без разлика што кој ќе дојде на власт, он пак ќе го сврти гзот, да го пердашат, да му го опашаат. Не, ама првата логика е менјаш риторика, менјаш наратив, ја менјаш приказнава. Што сменив тебе малумни едни бе? Абе зашто ще ја чувате таа Дилајла на власт кај вас бе да ве води бе? Абе треба на клоци да го избркат. И него и тие сите околу него што и оној Шмрчковски и сите комплет да се ставите луѓе у кои ќе имате доверба и сериозно да седнете да речете вака не иде луѓе, ја погребавме партијата, дај наративов приказнава да ја сменим. Со оваа приказна. Значи, не, како што вика наредни 6 месеци спремни сме, вика наредни 8 месеци спремни, наредни ако има наредни години да спремни, ќе бидеме спремни. За кај сте спремни? За убутел? Сериозно, за бришење од регистарот на партии, за тоа сте спремни. Вие, со ваков пиар, со ваква стратегија, со ваков настап, опозиционерски, после она што го доживеавте као дебакл кога бевте на власт. Па не знам како да ви кажам, у 26 век да има избори, вие па нема да бидете спремни и пак ќе ги изгубите. Катастрофално. У 26 век да бидат следните избори. И никад нема да се спремите. Тотална недоверба имате кај народот, тотална. Според моје мислење, невидена до сега. Ја не памтам некоја партија што била на власт и што паднала од власт да доживее таква недоверба од граѓаните, која што е толку широка, широкопојасна, толку длабока недоверба. Да вие тоа дури и да го направите ова што ви го кажувам, да ја смените приказната, да смените комплетно раководството, да ја смените приказната, настапите, стратегијата на делување во иднина, да се направите најголемите, поголеми патриоти од Гоце Делчев и Јане Сандански заедно. Вие ќе ви требаат 50 години за некои генерации тамо да почнат да подзабораат што сте правеле, па да речат чекај овие, пошто ВМРО владее 50 години, малце е досадно, дај овие да ги донесеме на власт. Знаете, помалце луѓе ќе памтат какви џубриња сте биле кога сте биле на власт. Какви арогантни копилиња сте биле. Колку брзо сте заборавали на тој народот, со кој што сега ви е полна устата, и на демократијата, и на националните интереси, и на сопствениот народ. Сте заборавале одма. Преку плот, напучени, спремни за опашување. Шо од албанскиот фактор у Македонија, шо од соседните држави. Тоа сте вие, тоа ви е како да ви кажам, у гените, у крвта предавството. Мислам дека све ви кажав, мислам дека бев доволно јасен. Мислам дека ова што го кажувам сега најмногу се однесуваше на оние, ајде да кажам, обични членови на СДС, кои што не знам како уште им останаа лојални и верни и кои што ги голтаат овие шарени лаги на нивниот лидер. Овие, ја би рекол, не се више ни шарени, бескрупулозни лаги. Мора да ја вклучите логиката, рациото, јас секогаш го зборам тоа. Логиката, луѓе, не е дека јас сум нешто имам огромна пизма кон СДС. Ме нервира како не можете таа логика да ја сватите. Дека терате иста приказна како времето на Заев и очекувате дека ќе го победите ВМРО ДПМН на некои фиктивни вонредни избори што само докторот и неговата глава ги замислува. У кој што појма немам. Живее во тие испарувања од појма немам, од кока и лоша терапија и не знам што.
Вештачки непријатели правил ВМРО од бугарите од грците. Fucking unbelievable. Вака тоа као полусон го слушнав, колку и да не ми беше добро, ми се спиеше, онака, вака сум отворил очи, вака и се ококорив, се вознемирив. Вештачки непријатели ВМРО правили од бугарите и грците. Они ја користат секоја можност официјално, како држави, да не понижат во светот, да направат пита гомнарка од нас, од нашето потекло, од нашиот идентитет, од нашата историја. Да не помножат со нула, до толку да не скомпрометираат пред очите на светската јавност, да мислат дека ние сме стварно некои вчера создадени, искочени од некоја лабораторија, на некој си, они што го нарекуваат комунистички диктатор, на кој што ниту еден нивни лидер не му беше ни до глуждот доле на нозет. Неверојатно просто, неверојатно. Ете, видовте и за бугарите денес, видовте. Имале 100.000, 200, 150.000 пасоши македонци земено бугарски. Од тие на пописот се пријавија 3.400 и кусур луѓе дека се бугари. На гласањето на изборите у Бугарија пријавени 210 од тие македонци што имаат бугарски пасоши. 210 луѓе пријавени. У чија пропаганда да веруеш, бе, Филипче? У бугарската да веруеш пропаганда, дека они се управо, дека вештачки непријатели правиме од нив, дека кај нив е вистината, на нивната страна е вистината, тоа ли е наративот уште? Дека треба да смениве све за да им учиниме на нив добро дело, пошто треба да гледаме напред, Европската унија да не приграби во својата преградка, курвинска. У тоа ли треба да го убедиш членството да ти верува и понатака или у тоа ќе ги убедиш? Пошто останативе во тоа не можеш веќе да ги убедиш. Не можеш. И тука запрете и сврлете си го докторот на клоци од партијата, во спротивно доаѓаат оние со лопатите и ќе си ја најдете 2,5 метра под земја. Заедно со сите вас закопаме. У метафоричен смисла има некој да свати погрешно. Тоа ви.